Во рамките на настанот, организиран од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, нашето училиште се вклучи во настанот на отворениот ден по граѓанско образование со тема од детските права и со драмокаретката врсничко насилство како превентивна порака со цел да се заштитиме од конфликтите од ваков вид. Квалитетното граѓанско образование ќе ни овозможи да градиме генерации на ученици кои ќе бидат информирани и активни и кои разбираат својата улога и одговорност како граѓани. Тоа е клучен дел од секоја демократија. Можност за развивање на мултикултурна и меѓуетничка толеранција и за етничко справување со разни кризни ситуации. Ваквиот приод отвора можности во наставата да се користат наставни методи кои што иницираат дискусии и активно учество на учениците во процесот на учење, како и развивање на демократски вредности кај учениците и граѓанска култура во училиштата. Наставниците имаат многу важна и благородна улога да ги инспирираат учениците да анализираат и критички да размислуваат за светот што не окружува и да ги поттикнат да се ангажираат за подобрување на заедницата преку ваквите настани и активности. Овој отворен ден ќе ви го презентираме со драмолетката со едукативна содржина на тема врсничко насилство, како и ливовната изложба на тема не на дискриминацијата, со што учениците од нашето училиште преку ученичката заедница и педагогот и психологот во координација со наставникот по граѓанско образование и наставничките по ликовно образование и македонски јазик изготвија содржини заедно со учениците. А сега да ја проследиме драмолетката врсничко насилство во изведба на учениците од 8 2 одделение.
Вистинска тепачка, страшно нещо. Јована да се дари да се неба, да изговара такви непристойни зборови. Никой не можеше да поверува. Целата ситуација беше толку непријатна, но и мучна. Додека се свртавме во училницата, беа и директорот, и психологот, и оделенскиот раководител. Што е ова? Што се случува овде? Се слушате долу во мојата канцеларија. Цело училиште се собра околу вашата училница. И добро има, што е направила Јована? Па ништо, само ја потеким за репчето. Тоа не е ништо, тоа е врзничко наследство. А пак таа ще му одреши ума колкото? Да, и тоа е врзничко малтретирање. Ама наставничке, тие секој ден ми го земаат примерот и се подаваат со него. Веќе главата ме боли од нив, не можам да спиам. Целото су модрици по моето тело. Да, навистина, имаш неколку модрици по главата, а и богани и по вратот. Слушајте внимателно вам. Удирање, шутирање, фрлањето на пример е физичко наследство, а пак секој измејување, понижување е вербално наследство. Има ли емоционално и социјално, но пак ова вашево е типично врзничко наследство меѓу млади. А какво е то врзничко наследство? Врзничкото наследство е она наследство кое се случува во училиштето или училишниот двор. Оние деца кои се прават важни и глумат некои фаци, постојано ги задеваат девојчињата, а пак оние кои го трпат наследството никогаш не сакаат да кажат за да не се вложи ситуацијата. Хајде сега нека ми каже што пишуваме на почетокот од учебната година. На почетокот на учебната година цело деление изработуваме етички кодекс или кодекс на однесување. Тоа се правила кои ни кажуваат како треба да се однесуваме кон врсниците, кон наставниците и сите други работени во овој училиште. Кој е председател во ова одделение? Јас сум председател. Ние на почетокот на учебната година сите заедно се договоривме виновниците да не бидат веднаш казнати, туку да бидат проследени од педагогот и нивното понатамошно однесување. Ние исто така решивме да изработиме неколку цртежи со кои ќе го представиме нашето другарство. Сладки работи изработени од раците на нашите родители. И секако, секој одмор проследен со музика од нашата училишна библиотека. Јас и вашиот одделенски раководител одлучивме да свикаме родителска средба во која ќе бидат известени вашите родители. Но мојот работи ми странство. Мојот работи во 2 смени. А мојот работи камионози и не И во тогаш ќе ги повикаме другиот член од вашето семејство. Не грижете се, ќе бидат известени. Sento posto vertigo, вчера се днес јут, што може да би. И јасно ви е што се случи. Не испрашува. Кој почна? Зошто почна? Кој кого удрил? Зошто? Зошто? И после тоа закажа родителска средба. Мајка ми кажа дека и таму не било многу пријатно. Родителите на Јована биле многу лути, бидејќи Иван Горан и Душко постојано ја малтретирале, а пак родителите од другата страна велеле
дека Јована сумишно ги предизвикувала. После тоа дојде психологот и ни подели брошури за врсничко насилство и ни кажа многу важни работи за тоа. А наредниот ден исто така имавме разговор за тоа. Па видете што се случи. Добар ден! Јас се вашиот оделенски раководител. На овој оделенски час сакаме да ви поделиме неколку брошури кои се надевам дека заедно со вашите родители ќе ги прочитате и ги извлечете некоја поука. А сега ќе дознаете како да препознаете дете во кое има жртва на врсничкото насилство. А сега те молам, Мелани, прочитајќи двете точки, за да дознаеме како да препознаеме дете на врсничкото насилство. Како да се препознае дете жртва на врсничко насилство? Несигурно и мирно дете и повлечено. Потоа те молам, Елена, прочитајќи другите точки. Плашливо, има мал број или воопшто нема пријатели. Потоа те молам, Анастасија, прочитајќи другите точки. Физички е слабо или многу крупно дете. Ниско ниво на самодоверба. Хронично болно. Дете со попреченост или талентирано дете. Потоа те молам, Тилна, прочитајќи другите точки. Осамено дете. Различно од другите поднесување, облекување, движење, со солиден училишен успех. Така е. Ајде сега те молам, Јована, исто така прочитајќи другите точки. Дете од сиромашно семејство. Дете жртва на семејно насилство. Дете од различни етнички, религиски или социјални групи. Така е, ви благодарам. А сега се надевам дека дома исто така со вашите родители ги прочитате нешто повеќе за врсничкото насилство. Се договоривме? Светот non-stop върти кръг, вчера север, денес юг, що му може глави, по-резултативни. Нека спие сонцето, кога грее сърцето, сите луѓе сретни се, що ги почна песните. Ги видовте брошурите кои оделенскиот раководител и педагог ги поделија на учениците? Тоа се брошури за врсничко насилство како никогаш веќе не се повтори. Исто така и дава и важни совети како да се спречи насилството. Сега вие видовте што се случи со Јована кога беше врсничко нападната. А сега ќе видите што се случи со Јована по еден месец во нашето оделение. Јована, еве ти го носи семејшо што ми го нарача. Благодарам, еве ти ги задачките по математика што реши да ти ги решат. Благодарам. Јована, ова лектира те зема со градската библиотека. Прочитај многу убаво. Благодарам. А ова се сладки направи од мојата мајка за тебе.